Здраво на сите, добре дојдовте на каналот Татунчо. Јас периодов направив обиколка на претходните контакти со кои што имавме интервјуа и поголем број од моите соговорници се одзваа на тие интервјуа и како што гледате периодов е доста активен на каналот. Денес, или подобро кажано вечерва, за мој соговорник го има мојот личен херој. Тој е господинот Илија Колев, кој што сите оние што го гледале првото интервју со него знаат дека има една уникатна идеологија која што долги години ја представува. Пред да почнеме со него, јас би сакал да ве потсетам на функцијата на каналот. Деновиве имаше бум на претплатници, иако статистиката се уште кажува дека повеќето луѓе што ги гледаат видеата го немаат кликнато копчето subscribe или претплата. Нагласувам дека тоа е нешто бесплатно што можете да го направите, а со тоа поддржувате работата на овој канал и на збогатувањето на македонскиот YouTube простор. Има и некои нови опции кои што деновиве станаа достапни на каналот, тоа е опцијата Join и другите опции кои што таа со себе ги носи. Сите оние кои што се љубопитни можат да ги истражат тие опции и да ја погледнат целиот тој конгломерат на опции кои што ќе ги ставам во описот на ова видео. Толку за тоа, не би сакал да губам време. Би сакал да го поздравам мојот соговорник, господине Колев. Добро вечер, добре дојдовте на каналот Татунчо. Добро најдов, фала на тоа што ме поканивте. Би сакал да почнеме со она што е срж на вашата идеологија, како што вие нарекувате. Да ни објасните што подразбира трудот како капитал. Таа материја не е присутна во образованието за од некаде да се научи што се подразбира и трудот капитал. Видите, тоа е толку едноставно што ако направиме еден увид зошто капитализмот го викаме капитализам. Него го викаме капитализам заради тоа што парите, вложените пари на капиталистите имаат можност да се зголемуваат, да се збогатуваат. Значи, можноста да се збогатува тоа што е уложено има третман на капитал. Сега, кај трудот, таа можност во моментот ја нема, бидејќи трудот е оставен со третман само на стока. Тој ја добива својата цена врз основа на пазарот на труд. А таа опција, пазарот на труд, значи он е оставен само со третман на стока, бидејќи у таа опција нема можност да се богати. Можност да се богате се има само у можноста ако се учествува во крајниот резултат на фирмата, тоа е профитот. Значи, кога ќе се учествува во профитот, таа можност за да се богатеш ја има и у тај случај, у таков случај и третманот го добива дотичниот учесник во работата дека е и тој капитал. Така, со оглед на тоа дека спомнавте дека не постои во образованието ја нема. Тоа значи дека и во стручната литература ја нема. Од каде кај вас се јави оваа идеја да се третира трудот како капитал? Таа идеја е исто така дојдена со еден подолг период на созревање на мојата мисла, на моето разбирање. Имаме ситуација кога, значи, јасно го гледаме, пред нас го гледаме тоа што се случува, а не можеме да проценеме у што се состои, што е неговото значење. Например, сите знаеме дека се штрајкува, сите знаеме дека штрајковите представуваат едно барање за повисоки плати. Сега, тоа барање за повисоки плати
не во склопот на таа цена што ја добиват работниците врз основа на пазарот на труд. Тај дел што го барат преку штрајковите, он представува еден друг додаден дел. Значи, тај дел не паѓа у составот на цената на трудот преку пазарот на труд, него тај дел паѓа како еден вид на товар, не еден вид, него точно речено, на товар на профитот. Само што тоа се издействува на еден принуден начин, по пат на штрајкови или евентуално ако постои добра волја кај власта да ги позголемува и она врз база на согледување или што знам како да речем. Значи тоа е, значи идејата на тај начин се создава. Сега имаме една ситуација кога е јасно дека значи работниците по пат на штрајкови тражат да им се зголеме платата, тоа е многу јасно дека значи они неа преку пазарната цена не ја оствариле својата заслуга. Не можат значи да добијат толку колку што се биле вредни и тоа го добиват по еден присилен пат. Во ред е тоа, ама тај начин на борба за да се добие тоа што е заслуга преку уцени, преку штрајкови е не практичен. Тај начин е додуша најправилно речено најголемата измама на работниците у човештвото. Демек преку штрајкове ќе се бореме за да земеме плата. Ама не е тоа. Тука не доваѓа до израз истината на зимањето на таа плата. Истината се губе. Зашо ли? Додека ќе им ја даде платата, преку цените ќе им ја земе. Значи тука е, значи сето тоа е како еден вид и најголемата измама што се уведени тие синдикати, што се уведени, нема потреба од нив. Тоа е најголемата измама на човештвото. Затоа викам оти, значи тука се веќе другчие мора, јас почнах да, значи постепено да доваѓам до разбирање дека другчие ќе треба да го решиме тај проблем на како работниците да си ја земат таа заслуга која што не можеме да речеме дека ќе ја земат во најголема точност во цел, него приближно точно да ја добиват. Тоа е спрема мене гледано кога се учествува во профитот. Ако се учествува во профитот, значи таа цена што ќе се добие плюс и платата што ја има станува една приближна, најблиска, да можеме да речеме, најблиска вредност што е заслуга на работниците за остварувањето на резултатот од работата. Таа е најблиската. Така, само малку два збора. Сега, како ќе се тоа, на кој начин ќе се земе, значи тај дел преку профито, тука игра улога, спрема мене, јас дојдех до сознанието дека игра улога кој што има вложено врз база на влогот, кој тај влог треба да има и вредност, врз база на тај влог од вредност да се цене колку припаѓа на вложените пари на газдите, а и колку припаѓа на вложениот труд на работниците. Значи, влогот од вредност го имат и двата учесника. Не е како што самите капиталисти некој пат изјавуваат, што вика ти дојде на работа кај мене гол. Не е точно. Ако е дошол он гол на работата, тогаш зошто му платил? Зошто му дава цена на тоа што го... А цената е у економијата, кој не ја знае, нека убаво промучка, ќе виде, од у економијата цената представува паричен израз на вредноста. Цената представува паричен израз на вредноста. Значи, трудо што е уложен во работата има вредност во висина на остварената плата. Тоа е за трудо, тоа е основата, значи основата при делбата да учествува во профитот. А на капиталистите основата е вложените собствени пари, не кредитните. Собствените пари.
Сега тука може да се најдат две улоги. Некој од работниците може да има вложени пари, значи да добива и по основ на вложени пари и по основ на вложен труд. Исто така и капиталистите можат да бидат и со вложени пари само, а па ако се на работа во фирмата можат да добиват и по основ на вложен труд. Тука завршувам, мислам, малку може бе и долг. Не, одлично беше дополнувањето, затоа што го доопјасни тоа дека самото работење, самиот труд е всушност тоа што е додатната вредност преку која што една мртва материја, како што се, да речеме, една фабрика, машините или погоните, една мртва материја сама по себе не може да функционира, со вложениот труд добива суштина, односно крајен резултат. Да. Господин Илија, од каде ги црпите некои податоци кои што вечерва со нас ги споделувате? Дали имате консултиран литература, некои трудови, некои изданија преку кои што го поддржувате ова ваше тврдење? Да, на ова прашање имав и вакам некои приговори од страна на можда беа и поучени, ама не им држеа место приговорите, заради тоа што материјата јас за која што зборувам не е материја што мора да има некои друзи трудове, бидејќи е мојата материја понова, друзи трудове од кои да црпам. А јас имав и некои од трудовите од кои црпев, бидејќи Карл Маркс и Фридрих Енгелс, што се книгите први, втори и трети том, особено првиот том го имам разработено у подетали. И исто така други материјали кои беа случаи присутни во таквото социјализму, исто ги сите читав, се разработував. Ама сакав да речам тоа, од таму нешто, значи добив некои сознанија. Јас добив сознанија и не ги имам цитирано во моите книги. Меѓутоа, не е тоа најбитното. Најбитното кај мене што мојата идеологија се засновува врз база на докази излезени врз значењето на проблемите што ни се излезени на видело. Имаме проблеми излезени на видело, ќе ги набројаме. Видете колку просто тие се сите познати. Кризи, војни, сиромаштија, иселување, тероризам, правење блокове, што знам што, сфери на влијание. Това се излезени проблеми на површина, што не се резултат на човекот што излезели тие проблеми. Тие се резултат на системот, на машината со која што работиме. Ние работиме со општествениот систем како машина врз неа. А човекот е субјективниот фактор, а машината е објективниот фактор. И сега, ние не можеме да речеме од човекот е кризата. Не. Кризата е заради тоа што системот го натерува капиталистот да работи на тај начин. Начинот кој е? Начинот е, како што го пред малку објасних, значи трудо да го третира за стока, а он, паричните, вложените пари да ги третира за капитал. Значи он да се третира за капитал, а трудо за стока. Тај е начинот. И он работи, капиталистот работи, и сите работат на тај принцип, а нама резултатот проблеми. Ако беше резултатот добар уред, значи системот не е уред. Ама не е. Имаме резултат кризи. Сега, ако земеме само малку да проанализираме значењето на тие кризи, па човек стварно да е малку и не тамам, ќе треба да се сете уште проблемот. Например, анализираме кризата. Кризата анализираме, ама нема човек што не знае дека кризата представува пуни магазини со стока, а нема кој да ги купе. Имам еден конкретен случај. У Франција фабрика што произведува коли. Колите, магазините не може да им ги соберат, извадили ги на улиците. Слика имаше излезено на телевизорот. Јас не го измислувам, сакам да ти кажам. И сега, кога имаш ти на залика пуно роба, како ќе продолжиш да работиш? Де ќе ја ставаш? Или на кој ќе ја продаваш? Нема на кој да продаваш. Значи, имаме ние создадена понуда, тоа се вика без покритие, без пуштени пари, со кои ќе може да се купува. Некој да искупува, некој да троше. Сега, тоа представува усашност причина. Тоа представува причина што, значи, трудо, кога го третираш како стока,
не му ја даваш таа вредност што ја заслужува. Ако му ја дадеш таа вредност што ја заслужува, он таа стока што е вишак, што излева како вишак без покритие што викам, она ќе се троши. Може би не у целосна форма, ама у приближна форма ќе се троши. Ние ќе добиеме тогај, у тај случај, ќе добиеме, значи, создавање на понуда, ама у поднослив однос. Понуда и побарувачка ќе бидат у поднослив однос. Поднослив значи по пат на конкуренција, по пат на снижување на цени, на ово, оно, значи пак ќе се троши. Ама сега не може иш да се троши. Оно останува, но, мислам, голем дел од неа останува. Останува. И таа ја закочува работа. И пуно фабрики престанат да работат, па отпушчат работници, па ликвидират. Тоа е тоа. Значи, значението, јас ја извлечувам мојата идеологија од значението на излезениот проблем на видело. Он излезел на видело, а сите го знаеме. И нема потреба сега јас да тражам некој шо ке жалпаме. Зашо? На мене ми е веќе јасен проблемот. Така, значи... тоа само, ако веќе го знаеме значението на криза, сите проблеми што се друзите излезени, сите се под истата тако иницијатива, под истиот извор, од истата причина излезени. И поради понудата без покритие, оти нема дек да продадат, формират блокове. Блокове формират, унии формират, освојуваат пазари, војни растварат. Сето тоа поврзано само поради таа понуда, што системот не е исправен тука, у таа точка, у тај дел. Така, кога остварувањето на оваа идеологија би имало желба да се примени, каде до сега би можеле да ги најдеме доказите за применливоста на оваа идеологија, за остварливоста на оваа идеологија? Каде можеме да видиме директни докази дека ова би функционирало? Видите сега, директни докази има. Идеологијата таа за која што зборувам јас не мора да се експериментира. Она се докажува. Она се докажува на тај начин што, значи, на нас не е познато, всушност, промените се случуваат унатре у системот, не се случуваат надвор од системот. Треба да се случат, по право, јас малку го грешам. Треба да се случат промените унатре од системот. Значи, треба на друг начин, значи само да се изведува распределбата. А распределбата как ќе ја изведеш? Многу јасно кажахме. Значи, кога ќе се одбијат од спечаленото, кога ќе се одбијат неколку работи за тие, ако сакаш, имаме ли време да ги Имаме, да. Ако се одбијат обврската за заеднички потреби, тие пари што ќе треба да се придонеси, у сегашно време се викат придонеси и даноци, кога ќе се одбие таа обврска за заеднички потреби, јас викам оти сите тие придонеси треба да се спојат у едно и да се вика обврска за заеднички потреби, а не да бидат именувани по намена. Тоа е грешката у системот. Изборум е кога ќе се они одвојат, тоа е првото одвојување од спечаленото. Второто одвојување од спечаленото е платите и третото одвојување од спечаленото е каматата на вложените собствени пари на капиталистите. Оти види третмано кога ќе ги третираме, значи и двата учесника унатре како капитал, ние мораме, значи, да ги третираме и у првата нијна фаза, а нијната прва фаза е стока. Значи, и парите мораме да ги третираме како стока, како што го третираме трудот како стока. А за да ги третираме парите како стока, значи и они на пазарот на труд, на пазарот на пари треба да добијат према таа просечната каматна стапка у теку на годината, треба да добијат камата. Значи, парите, вложениот труд добива плата, парите добиват камата. Сега ми ја зборав, набројах ги трите работи, нели? Таквото платите и каматата треба да се одбијат. Тоа што останува, тоа е веќе профит. Тоа се вика веќе профит, чист профит. И сега тај профит, чист профит, он се деле, речехме, на основа влого од вредност. Значи, влог од вредност за работниците се всушност, остварените плати. А влог од вредност за капиталистите е вложените собствени пари сега. У случају при делбата мора да имаме упредвид дека капиталистите, ако има подигнувано кредити, капиталистите
и се гаранти на кредитите. Према тоа, значи у делбата, они капиталистите ќе треба да добиват и на основа подигнените кредити, ама просечно користени на ниво на година. На ниво на година се това израчунува и се направува список за кредитите просечно користени, список се направува за платите и сега имаме го профито. Профито разделен на збиро на платите и збиро на кредитите и собствените пари, добиваме еден коефициент. Тај коефициент помножен по платите, добиваме колко от профито припаѓа на платите, исто помножен по вложените собствени кредитни пари, помножен тај коефициент, добиваме колко припаѓа на собствениците на парите, на уложените пари. И тука таа делба после продолжува уште малку продолжува на, как се вика, на лична основа, на поработници и на тоа погазне на кој по колку ќе му се падне. Толку проста е таа математика, проста. Делбена сметка. Така. А колка промена ќе се постигне ако ова биде всушност применето во пракса? Огромен е резултатот што се постигнува врз основа на тоа ако се прифати идеологијата. Огромен. Може да наброам само некоја, сигурно и ќе забравам. Збором е. Нема потреба од синдикати. Нема потреба од фондове. Нема потреба од пуно работи. Сега не може да се сетам, чекай, може и да ги имам ги забележно. Значи, сакам да кажам, многу работи ќе се упростат. Ќе се упростат, не да се осложнат, него ќе се упростат. Значи работата, нема потреба од штрајкове. Штрајко нема потреба. Платите ќе се сами регулират. Сами. Никој не треба, нема потреба да ги регулира. Сами, значи, према поделбата, разбираш нели како, према поделбата на крајниот резултат по завршна сметка, работниците си добиват толку колку што ги следува. Газите се добиват толку колку што ги следува, завршена работа. Нема никаков проблем за некој да штрајкува. Затоа подлогата за штрајкувањето се ја однемува. Нема потреба. И нема потреба и друго. Дури нема потреба. Нема потреба од ако едно друго нешто не мога го кажам, но сега ќе го кажам. Речехме, трудот како капитал не се подразбира само за работниците да ги остваруват тие права што се наоѓаат у профитните организации. Не. Него тоа трудот како капитал се подразбира и за работниците кои работат у институциите, у сите институции, здравство, образование, државна управа, власт, судство, се животова институции, пензионерите и они се дури институции. И збором е сега. Малку се изгубих. Така, значи сакавме да го обработиме делот за трудот, така? Дотекнаме само уште два збора. Значи шом сакаме и не сакаме, него е нужност това. Това е нужност и работниците во институциите да имат третман на капитал. Арнама, тај третман на капитал, кој ќе го имат работниците, тука веќе мора да владее истиот принцип. И работниците у институциите морат да ги примат платите на основа на пазарна основа. На пазарна основа. Значи, што значи пазарна основа на овие плати? Тамо газда, улога на газда, тамо ќе изиграва улога на газда државен орган. Значи, он шом добива плата на основа на таквото, значи на основа на пазаро, имат право они сега. Сега имат право они, како што имат право тие работници у профитните организации да добиват дел од профитот, така имат сега право и они, тие што се у институциите, имат право да добиват разлика на плата. Разлика на плата, бидејќи тука не може да се у тај истиот третман изработува тоа. Значи, разликата на плата треба да добиват на основа на остварени порас на платите или на основа на тоа каква разлика добијале, значи работниците у профитните организации, не платите, него таа разликата што добијале како дел од профитот,
таа разлика како дел од профитот у однос на нивните плати колков процент изнесува. Она ако изнесува, разбираш, што добијале работниците, ако изнесува 10% и работниците у установите ќе добијат 10% разлика. Ама не 10% разлика само на едната плата, него на сите плати што ги земале у теку на годината. Оди на тај начин и работниците у профитните организации добиват разликата. Оние добиват разликата на платата сета остварена у теку на целата година. Разбираш? Значи фондот на платите се на тај начин праве сите плати остварени у теку на годината за сите работници направат се вкупен збир. И они учествуват у профитот со добивање на тај дел. Не знам, тука сум многу не, тоа е едноставно лесно, ама некој ќе рече тешко. Тука кажавте една многу добра работа, а тоа е дека платите во реалниот сектор треба да бидат тие кои што ќе го наметнуваат порастот, а не како што е кај нас или како што е вообичаено да првим се зголемуваат платите во администрацијата, а додека платите во приватниот сектор да го следат тоа. Сега добиваме, знаеш што, таков бенефит. Добиваме дека сега работниците, сите работници у институциите ќе бидат заинтересирани да се ја изведуваат работата и това да изведуваат работата на шо помал број работници, за да може, значи, да добиват прво поголема разлика, а второ да допринесуват у стопанството да се остварува шо поголеми профити. Разбираш, они ќе се поставят сега една врска, а не сега ја нема, сега се губе. А со тоа, со мојата идеологија се успоставува врска помеѓу институциите и профитните организации. И друго, институциите не смеат да бидат профитни организации. Они не смеат да остваруват никакви приходи. Никакви приходи не смеат да остваруват такси, макси или шо знам. Не, они се веќе платени. Со тоа што они добиват сите придонеси и даноци во една обврска за заеднички потреби, и таа обврска за заеднички потреби ќе се рачуна на остварен промет. Прометните каси, тие фискалните каси треба да отпаднат, а да се уведат прометни каси. На основа на тај промет, на основа на промето, ќе да речеме 5% оде за институциите. Именувањето, преска речејќи, пак ќе повторам, именувањето на давачките од страна на фирмите за здравство било, за пензиско било, за инвалидско било, не, това е најголемата грешка на системот. Најголемата грешка. Сите тие имат карактер да задоволат заедничка потреба. Према тоа, морат они да се викат заеднички потреби и се остварува и се рачунат на остварен промет и се уплаќат у буџетот на Републиката, а од тај буџет се прават па сега посебни буџети. Буџет за пензиско, буџет за инвалид, за државна управа, буџет спрема да се задоволат потребите на сите. Така, се согласувам со вас и навистина е абсурдно кога одиме, да речеме, во матично да вадиме документи, мораме дополнително да платиме за документи, а кога веќе со плаќање на сите можни даноци, дали е тоа персоналец, дали е ДДВ и други даноци, ние веќе сме го платиле тоа. Господин Илија, дали оваа идеологија треба да се експериментира првим пред да се примени или доволно е директно применување, доволно е сигурно за да може директно да се примени? Това под гаранција тврдам од примената на мојата идеологија, сите тие непотребни работи ќе ги упросте или на цело ќе ги изфрле. Ќе ги изфрле на цело. Пензиите нема потреба од тражење на зголемување на пензиите. Пензиите исто така како институциите што добиват разлика, така и они ќе добиват. Разбираш? Ако е процентот на порастот у профитните организации 5% или 10%, и пензионерите ќе добијат 10% на остварените пензии, ама у теку на целата година. У теку на целата година остварил, да речеме, 12.000 евра пензија, на 12.000 пута 5% треба да добие толку пензија разлика. Така. Дали овој начин на функционирање би бил на штета на капиталистите, бидејќи тие се тие кои што влегуваат со капитал во односот со работниците?
Не, никако. Ја зашо? Многу е това јасно, само малку да се малку да се размозга. Како може капиталистот да влезе, мислам, да биде оштетен, ако го издвое дело што му следува на работнико, значи тај дел му стварно следува на работнико и самата работа покажува отија така. Самата работа покажува, оти шом не му го дава, појавува се вишок на понуда. Значи, ако му го даде на него дело, тај вишок на понуда ќе се смале или ќе се намале, ако до приближно ниво неко. Сега, ама кога се намале, ќе има ли криза? Нема, бе, брате. Кризата значи ќе се ослободе. А шом се ослободе кризата, што значи тоа? Тоа значи дека работата ќе продолжи. Сега, он, ако не му го даде дело и ако кризата трае 10, 15, 20 години, колку ќе изгубе? Он се губе, секој ден. А така, ако му го даде на време и се му го дава како што треба на време секоја година, нема криза. Нема криза, постојано му се троши това што го создава и од това што го создава он постојано си добива дело тај што го следува, нели, од профитот. И он се богате, а и работникот се богате. Па што сакаш, зашто па да речеме да не му го дава, а тај дел што не му го дава, тај дел со него он не се богате. Он е најголемата, најмногу е во грешка капиталистот кога помислува дека со тај дел што не му го дава на работник, он се богате. Не се богате. Не се богате заради тоа што има војни, ќе дојде ден и него ќе го разрушат. Има кризи, зашто има, не може да работи. Понатаму. Значи, се е узијан. А ако му го даде, разбојот си тече, он неговиот дел што му следува си го се добива, значи он се богат. А па тај дел не се фрла, што не му го дава на работникот, и он се фрла фактички преко војните, преко отпад, преко како тие колите сите застарувања, ставили ги на улиците, не може да ги продадат, на улиците ги ставили. Они го фрлат. Значи, тај дел вишоко што не му ги даделе парите на работникот, вишоко на понудата се или фрла, или со војни оштетува, и уништува. Не е значи оштетен, само малку да биде паметен, он е у поголема ќар, отколку во тоа што помислува дека е во зијан, не е во зијан. Така, а дали се ова што вие го зборувате не се остварува со постојниот систем, кој што го имаме моментално денес, кој што функционира? Или? Малку на почетокот реков. Ја ќе го крстам малку и по-другчие. Се остварува, ама се причинува дека се остварува. А усажност, реалноста у него нема. Нема е реалноста заради тоа што преко штрајковете ќе добие, а после известно време се покачат цените, па губе. И се у постојана борба. Зашо, бе, брате, постојано да бидеме ние малтретирани, гњавени постојано? Зошто? Кога можеме кога имаме решение, да имаме трајно решение, а не постојано да сме пред вратите таму на влада, било или што знам што, и да се измачуваме. Това е најголемата придобивка што се добива со мојата идеологија. Нема измачување на народот. Завршено. Значи, платите, пензиите, се това сами регулират. Сами. Дали можеме конкретно да издвоиме што е најлошо во конкретната понуда на моменталниот систем? Кој момент, кој дел од постојаниот систем е најлош, кој што е прв, кој што треба да се отстрани и да се примени ова што го предлагате вие? Па, најлошо е, можам да речем, најлошо е тоа што, значи, мислете на прашањето вие да го поконкретизираме, ако остане да функционира стариот систем, што е у него најлошото ли? Или да, во тој смисол. Дали тоа значи оно што го спомнавте претходно, дека ќе продолжиме да имаме премногу отпад, ќе продолжиме да имаме премногу социјални разлики, војни? Да. Сега, секако дека, значи,
во колку не се прифате моите идеологија, што е реална, речех базирана такви докази што не може да ги побијам баш никој. Јас имах такви случаеви да разговарам со некои доктори на науки, викат се уред, а после разбираш имам бега. И тоа не сум го кажал. Постои, колку што можам да приметам, постои некој страх кај луѓето. Демек, ако се чачнат, ако се чепнат у градбата на системот, да почнат да сакат да променат нешто, ќе настане некој конфликт. Не би требало, нема никакви знаци на основа што би некој сакал да предизвика, бидејќи кој е тај улов што не ќе развој? Јас не знам има ли таков човек. Што не ќе да има развој, што не ќе да има богатење, што не ќе да има да се сиромаштија, кризи, војни да престанат. Јас таков човек не верувам да постои. И збору ми е, това е најлошото у систему, сегашниот систем, што не ќе ти да прифатат мојата идеологија, това колку што гледам, мал ја одзиво. Не можам да речам дека е многу голем, иако има некои веќе што се интересират. Меѓутоа, значи најлошото е тоа што постои, види кај народот постои некој такво убедување, лошо убедување. Вика вака, ти вика ќе менеш систем. Кој е до сега, кој го сменил системот? Никој не го сменил. Види сега, ако никој не го сменил, некој ако дојдел родил се, некој помошки може да го смени, па зашо не ќе да го послушаш? Зашо не ќе да го не ќе јас мене да ме слуша. Това е такво од моја страна, мислам исправно кажано, оти не станува збор за мене. Станува збор јас фактите што ги изнесувам у мојата идеологија. Он на ник нека им верува, не на мене. Јас факт изнесувам таков факт што не може да го побие ни Свети Петар. Викам вака, од таа распределба, од таа поделба, разбираш, на спечаленото, резултатот тај не може некој да рече не е тај. Кризи. Кризи още трае од 8-та до 23-та, още трае кризата. Сакам да ти кажа, сега, некои од капиталистите, види тука станува збор за иселувањето. Не некои од капиталистите, него капиталистите, тие особено у побогатите држави, они види сега, надмудруват. Има у секоја некоја слабост, има некој што пројавува некоја мудрост. Надмудруват, јашо на кој начин. Они формират или воени блокове, или унии на мирен пат, това се вика унии, економски унии. И на тај начин го они освојуват пазар. Преку војни, преку унии, това се вика колонизират. Фактички они колонизират, бидејќи он влезе ти кај тебе, зимати и пазаров, зимати и ресурсите, зимати се, ти си веќе негова колонија. Збором ми е, само уште тоа да го докарам, збором ми е, сега они на тај начин, поставувајќи се, што добиват? Они добиват тоа што успеват кај нив, што се создава понудата без покритие, успеват они да ја попродадат, да ја поиспродадат. Колку толку успеват, и јако па останува. Арнама, со тоа што успеват они да попродадат таа понуда кај нив што е, они, значи, продолжуваат со работата. А што продолжуваат со работата, а кај нас, бидејќи ја немаме таа можност, кај нас работата се повеќе стопира, а кај нив се продолжува, и целувањето кај кој ќе оде? Ќе оде према тие што още имат работа. Значи, кои тие држави што успеале понудата да на некој непоштен начин, непоштен е тај начин со војни, со унии, тај е непоштен начин. На непоштен начин да продадат и работата им таму кај них течат фабриките, нивните фабрики произведуваат за нас, кај нас ја продават робота и кај сите тие дружите што ги колонизирале, и на тај начин, значи, иселувањето е управец на тие по-развиени држави кои што имат воени блокове и имат унии. Така, на тој начин и ресурсот, човечкиот ресурс... Правилно, ама добро. Така, на тој начин човечкиот ресурс го привлекуваат кај себе, човечки ресурс во кој што друга заедница вложила во образование, вложила во други работи. Одлично, да, точно. Како да се убедат
капиталистите дека ова што вие го зборувате е правилно и да ја прифатат таа идеологија и дека ќе биде за обострани интерес. Како кон капиталистите да се пристапи? Како да се пристапи кон капиталистите? Како да се убедат? Видејте сега. Ќе ти кажам како. Во тај сегашен систем што го практикуваме, од него резултатот е создавање на класи. Класа сиромашна и класа средна. И богаташката класа. И богатите што се побогати. И сега, кога веќе знаеме, ако таа класа што сиромашката и таа што со средната класа, ако веќе знаеме дека мојата идеологија не е на штета на капиталистите и ќе даде резултати, това може и да си го речекме, провере, секој од и дава резултати, и тогаш значи оваа класа, не капиталистите, него оваа класа, средната и сиромашната, треба да биде носител на промената. Збором е дури под услов, ако капиталистите, разбираш, не можеме, ја на тај начин што нели сега збореме, не можеме да ги убедеме оти не се на штета, не им е на штета, ама таа класа, ако продолжи понатаму така, таа класа што сиромашката и средната, она постојано си стои на исто место и зијане. Сега ако се она осознае, ако она разбере, ако она свате дека е потребна таа промена, не може да се рече дека не може да се изведе и по пат на присила. При предпоставка, ако се изведе, да речеме демократски, ако јас не верувам у демократските начини, на помирен начин збораме, ако се изведе капиталистите, после од кој ќе почне да се работи со таа идеологија, они ќе треба да идат и да се извинат на сите тие што биле носители на таа идеја. Заради това што они ќе се најдат у подобра положба, ќе ја видат фактички на лице место, ќе ја видат. Ќе ти кажам пример. Имаме за идеологијата колку е точна, пример сакам да ти кажам. Јапонците, јас не го измислих, това го на телевизор гледах негде, дали го гледах или па преко канал Радио 77, ама сечено и на телевизор. Јапонците забележуваат дека немат пораз, дека им порастот се на исто место. Гледи сега мозокот како и малку преработила, ама до крај не им е преработен. Пак не верувам да се го пронаделе мојот начин, што го јас предлагам, него они на еден некој нини начин да го решават малку проблемот. Донесуват одлука сите капиталисти едногласно на ниво на Јапонија да ги зголемат платите. Зголемуваат ги платите на сите работници. За кратко време забележуваат дека лом станува се живо. Продава се роба, трчинува за развој. Има развој, значи нема застој на работа. Сега, това што ги зголемиле платите, не се вика, они още не можат, немат мозок. Още не се вика това от ги они зголемиле платите. Они не са ги зголемиле платите. Они само одобриле дел од профитот. Ако се сеќаваш, нашите капиталисти тука кога настана това зголемувањето на минималната плата, како кога се жала, кои беа нините изрази, ама ки ни се одразе на профитот, ама ки ни се одразе, значи това зголемувањето на платите е на товар на профитот. Ама на кој товар? На товар на профитот, ама на тај дел на профитот што припаѓа на работниците, што не им ја даден. Ако им го дадеш, завршена работа, проблемот решен. Само јас го имам добро разработено како се тоа прави, што се прави. Убаво го нагласивме ова дека делот од профитот кој што им припаѓа на работниците, а кој што со постојниот систем легално им се одзема. Сега претпоставувам дека делот на работниците има некаква слабост која што не дозволува примена на овој систем. Во кој дел работниците грешат? Која е слабоста на работниците?
Има слабост. Слабостта на работниците е, аз преска го малко кажах, ама не го докажах. Слабостта на работниците е таа, што бидејќи длго време тај систем работи на тај принцип, бидејќи многу длго време работи на тај принцип и се создавале по право класите, сиромашка класа и богата класа и средна класа. Сега, това значи долго време што се значи така дешавало, на тај начин дешавало, кај них мозоко им е веќе, кај народо, кај сите и кај работниците, па може да се рече и кај докторите на науки. Зашо ќе ти кажам? Доктор на наука вика после завршувањето, одејте, вика, вие снаваѓајте се на пазара на труд. Аман бре, мочко, неден джабе што си учил школа, извинавам се. Джабе што си учил школа, како можеш да му речеш, оди снаваѓај се само на пазара на труд? А двојца работат, едењу да го зима. Како? Треба да сватиш и плюс това, не од друга причина, ај не од таа. Од друга причина он треба да е малку свесен. Зашо се појавуваат кризите? Зашо се појавуваат војните? Зашо? Па това требало он да го знае до сега. Тај професор универзитетски, збором е, и не сам се докажал. Значи, това што се дешавало стално стварањето на класите, толку ги отапил, значи мозоците на луѓето, што они се веќе убедени са. Вика, ти ќе го промениш системот. Оно вика, од пантивек, од Адам и Ева, вика, сиромаштија и малта, ти сега ќе сиромаштијата укинеш. Аман бре, човек. Значи, сакам да ти кажам, немат верба они у некаква промена. Немат народо верба. И даваш им сожвакано, даваш им оригинал податоци. Оригинал, што можат од них да заклучат дека сам управо. И па неќата и на това да поверуват. Това значи некоја затапеност на народо. Голема затапеност. Не знам сега дали ќе се оттапат, дали така ќе останат и понатаму. И това ми беше збором дека на тия такви работници, разбираш ме, кои шо веќе се колку толку снајделе. Разбираш? На них не им е од интерес да се борат. Не се борат они за промена на система. Кој останува? Останува тие најкупоците, најсиромашките. А па они па и се толку и па мокини, колку се и мокини они да можат да направат револуција ако некој од поучените, од некој од средната класа не ги подржи. Значи, средната класа се алчни, знаеш се вика алчни, веќе се задоени, неќе да го испуште, значи неќе да се боре за да не испуште случајно работата или да не му замерат или шо знам шо. Господине Илија, имаше во овој канал гостин, доктор на науки, кој што за среќа гостуваше пред појавата на последнава инфлација, и на моето прашање дали ќе има инфлација, многу сам уверен, рече дека ќе нема инфлација и дека тоа ќе биде среден од големите банки, со оглед на тоа дека имаме страшна инфлација, очигледно дека докторите на науки по економија пред се не знаат што се случува во реалната економија и се далеко од реалноста. Тај не е доктор на науки. Нека ме извинава, ама нека дојде со мене на расправа, ќе види, ќе му докажам оти греши. Банките не средуваат работата само. Банките играт некоја мала улога, ама банките не ја играт главната улога за дали ќе има инфлација, дали ќе нема. Банките не ја играт таа главна улога. Главната улога игра, што ти кажувам, грешката у системот. Грешката у системот, шом на работниците не им ја даваш пуната вредност, не им даваш пари, не им надаваш, што се вика. Оти ако им надаваш, па друго ќе се појави поголема поборвачка. Не е работата да му ни надаваш, ни па да не му даваш. Так. А са они шом не му дават, това што не му го дават, не може да има инфлација. Инфлацијата за тај капитализам сегашниот, па дури и за тај капитализам што, мислам како истиот капитализам, само што со допуната што го јас предлагам, и за тај капитализам не е својствена инфлацијата. Не е својствена заради това што тука значи нема побарувачката се троши, останува. А што му останува, цените паѓат. Не може да се качуват. Што му останува понуда?
пак ќе останува. И во мојот систем пак ќе има остаток на понудата, што ќе се уништува по пат, ама не на сили, него по пат на конкуренција, по пат на такви работи, некои давање на цели контингенти на некои држави што треба да дадеш помош, разбираш ми? Така. У мојот систем ќе завладее и солидарноста, потребата од солидарност ќе се роде. Ќе се роде, само од себе ќе се роде дека ако баш со исплатата на дело на работниците, разбираш ли ме, па останува дел, арнама, ако останува, арнама сега се задоволени, разбираш, и тие. Така да това не представува нешто што треба со него да се богатеш. И него тај дел ќе се дава на некој увид на помош, било што значи било, и на тај начин ќе се расчистува со него, а не да се со него манипулира и војни да се раствара и на сила да се продава. Така, господине Колев, јас за крај би сакал да ве прашам нешто малку лично. Јас на интернет со многу луѓе комуницирам, прашувам за да разговараме, да направиме вакви интервјуи како со вас, и многу пати од многу млади луѓе добивам одговори дека не се заинтересирани, дека не можат, дека не знаат. Многу пати ми се случува многу луѓе да прифатат, па да не знаат да се снајдат со технологија, да не знаат да се приклучат на интернет. А од друга страна, ако ми дозволите, јас ќе кажам вашата возраст, 83 години полни, така? 4, уште малку 4. 84 години и нагласом разговараме на Skype, комунициравме на Facebook, имате бистар ум како што можат да забележат сите гледачи и продолжувате активно да работите, активно да творите. Која е вашата порака во овој контекст на новите генерации? Затоа што новите генерации навистина сушта спротивност од ова што сте ви. Јас затоа на почетокот реков дека сте мој личен херој за тоа што го правите. Јас со огромно воодушевување и уживање ги слушам вашите работи. Значи, пораката за генерациите што се сега моментално и што ќе доаѓаат. Видите сега, јас пораката на генерациите ќе ја кажам. Имаме ситуација, имаме таква лоша ситуација, што поради тоа што се случува, значи лошото во живото на луѓето, сиромаштија, ова, сега на власт са капиталистите. Това е птен јасно. Значи капиталистите са на власт. Сега капиталистите, за да држат власта, нон-стоп, значи да држат власта, они не са, значи как се вика, баш слаби во това како да го изведат, и имат направено неколку, как се вика, неколку начини, на кој начин да го држат народо, да за нив се произнесува. Да се произнесува, па да бидат они. Првиот начин е, бидејќи владее разлика, значи класи, владеат класи, првиот начин е тај што ги убедуват дека кој ќе дојдат они на вас, ќе има едно општество за сите и ќе бидат сите задоволни. Значи, првиот начин е тај што ги лажат, начин на заблуда кај народот. А после това не доваѓа. Подобар живот не доваѓа. Вториот начин е национализму. Другари, борејте се, ќе изгубиме Македонија, другари, борејте се за името тоа, и целото внимание го таму свртат и ги придобиват како партии, ги придобиват, народот го придобиват на таа националистичка основа. И третиот начин на кој капиталистите успеват, тоа е за територии. Другари, Македонија не е таа. Македонија, вика, у Пиринска Македонија, у Егијска Македонија, да се бориме, дај да раствориме војни. Това сега може би за Македонија помалку важи. Ама јако за Албанија важи. За Албанија важи. За Грција важи. За Бугарија важи. Значи, на таа основа за освојување на територии, народот го придобиват за да гласа за нив. Сега, мојата порака до младите е да не наседнуваат
да не наседнуват на такви измами, на такви работи што ги доведуват у заблуда, да не знаат што да прават. Да бидат малку помудри, да бидат малку попаметни, да се заангажират у прв план да се заангажират и да се организират дури, ако се баш мокини, не знам колку са мокни, сега до душа јас веќе сум постар, не им ја знам како се движат они младите. Ама лошо е, колку што од прилика знам оти се лошо движат. Ако се соберат пред некој ресторант, сигурен сум оти не говорат как да останат, не го говорат как да одат у странство. Не говорат как да останат, не го говорат како да одат. А јас отко им давам со жвакано, треба за моето брате не да говорат, дим да се дига, за него да се говори. Останува дома, нема иселување, иселувањето ќе биде многу малко. Избором е сега, значи, ако се мудри младите, треба таквата политика на партиите, а партиите се всъщност богаташите, таквата политика на партиите, на сите партии да негират, да оттргнат, да тргнат на страна, да речат не, вие не сте за нас, лажете. Ако беше истина, ако беше нешто истина, 30 и кусур години помина на тај принцип, што дојде тај на власт, другиот дојде на власт, другиот третиот дојде, никој ништо не допринесе. 10 милиарди имаме државен борч. Чекај. И още, разбираш ли ме, и сега, например, како гледат помлади, ајде да ги речеме, јас им давам на тацна пасо жвакано, дека тај начин на борба за покачување на платите, било во здравството, било ја и сега на купа ги има што штрајку. Јас им кажувам оти тај начин е погрешен. На пензионерите, за зголемување на пензиите. Јас им кажувам оти тај начин погрешен. Дајте да се бориме за промената во системот, што ќе имаме веќе трајно решение. Трајното решение, за него да се бориме. Јас не мора да бидам. Јас не сум тај што сакам да се издигнувам некој култ на личност или што знам што. Така ме дарил Господ или што знам кој ме дарил така. Долго време се с това занимавам. Многу ми сметаше това, разбираш ли ме, поголеми, помали плати. Не сум против и да има и поголеми и помали плати. Това е до некаде реалност. Ама тие поголеми и помали плати па не значи на некој па и шо заслужува да не му го дадеш. Така. Това не е реално. И таа нереалност мене гонеше стално да го тражам решението. Шо е? Шо е маната? Шо е проблемот? Шо е? И дојдех до него. Право да ти кажам, јас не знам дали го кажах први пат, како дојдех веќе до конечното решение, јас како будала малку рипах у собата. Рипам. Викам, това е. Нема друго. Това е, не постои друго решение. Друга идеологија партиите. Што ги има партиите, ако сакат некои да биват партии, не можат да речат јас ќе ја имам таа идеологија, ти ќе ја имаш таа идеологија. Не. Идеологијата е една. Само се она состои у исправната градба на системот. Да поставаме нема потреба јас да правам, разбирате ме, такви глупости. Централен регистар. Нема потреба да правам, как се вика, парламент. Нема тие сите отпаѓат работи. Това е се глупост демократијата што го викат. Таа демократија, она веќе со примената на мојата идеологија, она од тука извира, од неа. Това е демократија. Ако има правда у поделбата на спечаленото. А не он на мене преко власта горе ќе ми донесува закони. Не. Ќе ми донесува закон за данок на имот. Хајде, молим те. Молим те, това е се глупост. Така се согласувам со вас дека демократијата некако што е поставена е многу погрешен систем. И за тоа би можеле да разговараме во едно посебно видео само да го разработиме во детали. Јас претходниот пат кога разговарав со вас кажав дека е огромно задоволство и мислам дека создаваме архивски материјали кои што подоцна ќе бидат консултирани покрај вашите книги за сето ова што го кажувате. И јас ви благодарам за сега и се надевам дека пак имаме можност да разговараме за ова како ќе се менуваат работите. Се надевам дека ќе се менуваат на подобро, иако мораме да бидеме и умерени песимисти за тоа што
како што и вие кажавте, има луѓе кои што ја држат власт, ја држат моќта и не е во нивен интерес да биде сето ова применето. Господин Илија, јас ви благодарам уште еднаш за ова гостување. Секое добро, имајте добро здравје и се надевам се гледаме пак. И јас исто така благодарам за тоа што ме почитувате и што ми давате можност да се искажам. Фала многу.